Добар ден. Денес се наоѓаме во Домот на културата на една изложба која направи Коста Галимановски, иначе од фамилијата која се познати Казанџи, а денес е уметник и ќе го замолиме Коста да ни се представи и колку генерации работат и што го натера да работи уметнички дела. Повели Коста. Добар ден. Изложбата е со наслов Ведрина во движење. Јас сум Коста Галимановски, шеста генерација во фамилија на Казанџи. Се уште ги правам тие работи рачно, ама ова е еден дел што е надградување на тој дел што беше од изработка на казани и слични работи од бака. Ова изложба ми дојде на памет да ја направам затоа што сметам дека треба да се прикаже еден животен опус на секој од нас. И тука има како сликите како се, фигурите како се поред, сите се назначени на некој ред и еден животен период го означуваат живот. Првата слика што ја ставив како почеток на нештото, има 3 имиња, сега не знам секој како милува да си го каже нештото. Представуваат едни сперматозоиди во зачнувањето на секој од нас. Значи, секој што се родил е овај овде. Значи, тој е шампионот во толку голема конкуренција од некаде 150 милиони сперматозоиди. Секој од нас бил победник и се родил и е во таква форма каква што е. Значи, оваа слика има 3 имиња, таа е најголемата конкуренција, шампион и зачнување. Кој како милува, така ја прифаќа. Бициклата натака, точекот натака, е еден период од детство, кај што се интензивирало активноста и така натака на секој од нас. После пчела на цвеќе, четвртата е гимнастичар, да се продолжи животниот век и така натака. Па доаѓа студентот во 2 верзии, па иде кај што го завршил факултетот, кај што дипломирал и така натака. Па доаѓаат едни ведрини кај што се прикажани за музика во животот и така натака, за да може да се екзистира, мислам, музиката како дел од животот, да може да биде, да е продвината на еден начин во животот. Тука е трубачот, што е направен во помала верзија, и уште една гитара има тука, кој како ја милува, така ја кажува. Љубовта, овие се 2 фигуративно прекажени 2 срца, единствениот меѓу нив кажува врзана љубов или долговечна љубов. Тука е мотоко еден дел од животниот век на движење со моторно возило и така натака. Тука е уште еден гитариста, малци стилски заработено, свири на виолински солид Г клуч. Тука е штиклата која ми дојде една инспирација да ја направам и јас ја крстив штиклата од Мадона. И мислам дека ја дава еден многу интересен приказ, само бројот дали е погоден не знам точно. Овде е прикажано 5 до 12, ова се вика време. Значи, време е да нешто се направи во животот. Ова е прикажано дека во животниот век наш ни е потребна течност или стимул на нешто за да можеме полесно да екзистираме. А ова е последната, каде што го прикажува целиот животен век. Првиот тука е нашето раѓање и ползење нагоре, кон скалата на животот, потоа се исправа и предизвиците во животот се пред него, се јавува препрека, на првата препрека паѓа човекот, после тоа проработува во него онај порив што е за успех, се крева пак и на крајот успева во животот. Мислам дека некако интересно дојде тоа, сакајќи да го прикажам еден начин на
живот за да може човекот на еден нормален начин да екзистира. Овие фигури се изработени од метал и тука имат употребено и некој стакло, но исто така ти си и ги изработуваш штитовите Да. од бакар. Ова е трета изложба што е поред. На втората изложба беа прикажани штитови во оригинална форма, големината им беше иста, само беа во бакар. Тие беа направени на начин како што на времето ги правеле штитовите, значи сите оние изработувачи што биле во времето на Александар Македонски, во времето на кои биле Византија, Римското царство и така натака, сите оние закони. Што се означувало периодот на македонската држава кој постоела. Да. И тоа е направено на автентичен, на автохтон начин, како што тогаш ги правеле тие штитовите. И едноставно сметав дека тоа треба да се прикаже некако како дел од историјата на Македонија. И за наредна четврта изложба ќе правам една комбинација со многу повеќе и штитови и многу поголеми фигури од овие, затоа што во мене има спојна еден многу интерес. Јас сум 6-та генерација во фамилија на Казанджи, значи носам ген на такво, дипломирав на металуршки факултет и сега тие двајца се во корелација некако, едниот смислува, другиот прави и така натака. Благодарам многу што ме покани денеска да бида гостин кај тебе на оваа изложба и се надеваме дека следната изложба ќе ме поканиш и ќе направиме нешто поопширна емисија за спомен од нашиот Кичевски регион. Благодарам и поздрав. И благодарам на посетеноста. До сите гледачи на Белица.